Председателите на Соединетите држави на Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин одржале втор, претходно необелоденет разговор за време на самитот на групата 20 во Хамбург во почетокот на овој месец, соопшти Белата куќа. Двајцата лидери има официјална билатерална средба која траеше над 2 часа на 7 јули. По оваа средба Трамп изјави дека Путин ги отфрли наводите дека тој наредил мешање во председателските избори во Соединетите држави. Various things, and I think it's going very well. We've had some very, very good talks. We're going to have a talk now, and obviously that will continue. Белата куќа вчера соопшти дека Трамп и Путин имале краток разговор и за време на вечерата на самитот за светските лидери и нивните сопруги. При тоа не е прецизирано колку траела ова средба и за што се разговарало. Јан Бремер, председател на консултантската куќа за политички ризик Евроазија, кој прв извести за втората средба меѓу Трамп и Путин, наведе дека тие минале скоро 1 час во разговор само во присуство на преведувачот на Путин. Тоа според Бремер предизвикало чудење кај другите гости, наведувајќи дека тоа представувало и своевидно кршење на протоколот за национална безбедност. Never in my life as a political scientist have I seen two countries, major countries, with a constellation of national interests that are as dissonant, while the two leaders seem to be doing everything possible to make nice and be close to each other. Like that's what people don't understand. Белата куќа соопшти дека Трамп немал преведувач, бидејќи оној што бил на вечерата не знаел руски јазик. Инаку на телевизиската снимка се гледа дека Меланија Трамп седела веднаш на Путин. Трамп е под интензивен надзор од страна на Конгресот, како и од специјален советник кој го испитува мешањето на Русија во председателските избори во 2016 година и дали изборниот штаб на Трамп имал некаква врска со таквата активност. Трамп постојано негира дека имало некаков дослух меѓу неговата председателска кампања и Москва.